се користи Македонија не само за билдање на патриотизмот и национал шовинизмот натре во Србија, туку и како некаква монета за подкусурување со Западот. Македонија секогаш се користи, односно силното влијание што Србија го има во Македонија се користи како чип во таа игра. Да не го заборавиме периодот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кога Скопје го правеше тоа, најчесто тоа што го минуваше Белград. Некогаш дури и поревносно од самиот Белград, особено во политиката кон тогашните народности. Целата таа преселба на албанците со сила во Турција и така натаму и така натаму. Единствен момент кога има некаква дивергенција во време на тогашна социјалистичка Македонија од српската политика, делумно во време на либерализмот на Глигоров и Крстет Црвенковски и малку посилно со Петар Гошев и Тупурковски, кои што едноставно беа првите македонски политичари кои што малку повеќе скршнаа од политиката која што ја водеше тогашна Србија во Југославија. Тука се корените на силното влијание. И Србија има политичко влијание, разузнавачко влијание, се уште старите врски функционираат, медиумско влијание, академско влијание силно во Македонија. Тоа ние го видовме не само во 90-тите години, како се одвиваа работите тука на политичката сцена, го видовме и во 2001 година, за време на конфликтот, го видовме и подоцна, особено во периодот од како се смени власта 2006 година, го видовме и за време на 27 април, кога српски разузнавач беше виден во собранието, што барал таму, се дозна и подоцна какво било влијанието и какви соработки имало помеѓу тогашната власт и српските разузнавачки служби за Македонија да се дестабилизира и за среќа не се случи тоа, што беше можеби една од намерите да се втурне во граѓанска војна. Го видовме и за време на 2014 година и наративите, особено после кога се засилува руската пропаганда во Македонија и таа соработка со тогашниот режим на Груевски, каде што почна да се зборува за обоените револуции, нели дека тоа што се случува тука кај нас е копија на тоа што се случуваше во Украина.